Поради бројни недостатоци, Сдруженијето на инженери на Македонија поднесе преставка за концесијата на хидроелектраната Чебрен. Преставката е испратена до Уставниот суд, Државното правобранителство, Антикорупцијска, потоа до Заводот за ревизија, Јавното обвинителство и Бирото за јавни набавки. Инженерите очекуваат надлежните органи да постапат по преставката и час поскоро да го стопираат процесот за потпишување на договорот за Чебрен, за кој, како што велат, отворил простор за сомнителни сделки. Ние како држава може сами да изградиме ваков енергетски проект, вели во изјава за Алфа инженерот Атанаско Туневски. Вчера поднесовме преставка до 6 најрелевантни институции во оваа држава, со идеја да тие 6 институции ни дадат одговор на поставените прашања, односно да ги разбијат нашите дилеми дали Чебрен вака конципиран, вака скроен, е во интерес и за доброто на Македонија или е напротив, како што ние мислиме, во голема штета ќе предизвика на Македонија. Повторно, не е транспарентен процесот, значи не знаеме што Сотикаш планира да прават утре и убаво е да кажат што точно се случува. Значи ние не знаеме што точно се случува. Ние упорно бараме одговори на поставените прашања, јасно ги поставуваме нашите прашања, а одговори нема. Има само молк. Наспроти критиките и алармот од експертската јавност, од владата се оптимисти и велат дека направиле добра работа за доброто на земјава. Вице-премиерот за економски прашања пак не отстапува од Чебрен и вели дека биле консултирани оние кои најмногу ја познавале проблематиката. Кога ќе се стави подпис на овој енергетски проект не кажа, ама затоа се пофали дека владата ќе дала пари буквално на сите општини за нормално да се развивале. Донесена е одлука која што го затвара процесот на тендерирање и сега има одлука дека тендерот бил успешен, го имаат видено правните служби и постапката е во меѓусебното договарање. Значи, утре нема да има потпишување, но утре ќе има друго потпишување. Утре ќе потпишуваме и ќе исплаќаме пари кон околу 2 милиарди денари кон општините водени од ВМРО. Проценетата вредност на инвестицијата на Чебрен е околу 1 милиарда евра. Инаку по 13 пропаднати тендери по повеќе од 30 години, владата донесе одлука за доделување на концесијата за изградба на хидроцентралата Чебрен, и тоа на грчката компанија PPC Arhidron. Откако ќе се заврши проектирањето и собирањето на документацијата, предвидено е да се почне со градба. Рокот за изградба се очекува да трае 7 години.